има уште еден елемент. Значи, прво, на СДСМ не му одговара да има брзи предвремени избори. Они се во ситуација која се не треба да објаснуваме, тоа е гола вистина. Меѓутоа вела дека тие кога и да било да одат. Он може да рече дека може да рипне 200 метра, ама и да неке му речеш ајде добро, ја те видам. Разбираш, па рипни, а нема да рипне. Во овој момент нивниот рейтинг е подоле од ДОИ, подоле од ВМРО далеку. Левица негде се блиску со Тука се мислам. Па нека и дупло, нека и 2:1 за СДСМ е лошо. Што значи да они денеска се договорија иднава недела да изгласа нов изборен закон и да биде без пржиска влада, беа големи шансите да ВМРО летово пролетва закаже ворени избори. И сега само да излезе на избори и да добие дебакал и да заврши Филипче и технички и правно и формално кариера политичка. Така. Но он знае дека во овие проекти во кои сега е оваа влада, невозможно е дека нив да им одговара да направат 5 месеца пауза. Проектите им паѓаат во вода, а он сака да има избори откако ќе го пресече патот Кичево Охрид, откако ќе почне втора задња фаза на градење на болницата у Штип и некои такви проекти. Вакви изјави сме слушале многу пати, меѓутоа сакам да влеземе во суштината, бидејќи ова што го дека ова што кажувате практично велите, сега не спорувам дали е така или не така, меѓутоа сакате да кажете дека на определени политички партии во Македонија многу им е поважно да добијат нешто како лично партиски отколку иднината на државата и тоа што ние како општество го правиме. Иднината на државата не решава дали ќе бидат ворени. Извинете, ама со која брзина се гради инфраструктурата на Македонија е многу важно за напредокот на Македонија. Таа се гради со брзина што е можна и таа брзина е битна да биде побрза од изборите. Апсолутно се гласуваме, меѓутоа вие што велите дека на СДСМ сега можеби ќе сака техничка власт затоа што ќе ги прекинат овие процеси кои што ги прават. Значи тоа вие кажете дека тоа ќе им одговара на нив, меѓутоа за Македонија е лошо. Лошо е, ама СДСМ да сакаше ќе ги завршише тие автопати што се имаше и пари и услови. Ама нив им треба 270 милиона нов кредит. За истиот автопат Кичево Охрид, нови 270 милиона, а не завршен патот. Штип завршена болница во Карабина и тоа отворена, парите потрошени, уште 5 милиона на Грков му дадоа обештетување затоа што фирмата е ставила. Како политички сигнал е најавената можна тетата средба Мицковски Ахметија? Па јас мислам дека тука повеќе е лично убедување да помине законот за правобранител. Значи тоа е моја битно на Мицковски, претпоставувам ова, во државата и да поминат овие закони од тој тип кај кој е потребно двотретинско мнозинство. Мицковски не би договорил со Али Ахмети нови изборни закони кои СДСМ не би ги поддржал или бил изразито против, зашто тоа не би било добро. Треба ипак да се договорат сите за тоа, тоа е долгорочно решение, се тие не се менуваат на секој изборен циклус, треба да има основен консензус барем за поголем дел од темите прашања. Што е слободентировато мнозинство? Не може тоа да се укине, тоа не може да го укине никој. Не, меѓутоа сите законите не може да поминат заради тоа. Тоа е стекнато право. Во правото постои не да биде укинато, да се договорат да поминат овие работи, да гласат и ДОИ да не облокираат. Тоа е договорот и од ДОИ, па и Бадентерово треба и за правобранител. Исто да, во ред. Да имаш. Значи, од Бадентерово решавање во вакви ситуации албанците не се откажуваат никој џабе прави муавет и да вети некој да не вети, тоа е приказка. Тоа е стекнато право и точка. ДОИ веројатно нема да гласа ни законот за пушење. Да помине затоа што они во Чаир Гостивар Тетово каде што таков закон нема. Ќе бидете стрекни вие за тоа? Да, јас сум пушач и како се вика и сум против тоа да ми ги моите уставни права ограничуваш заради тоа што некој друг му треба. И ја имам свој потреби. Заради тоа што некој друг сака да биде здрав. Па види, дали е поздрав тој што ќе испие кило ракија се у кафана од мене, кој што ми испушил 5 цигари. Значи, нека има на кафаните налепница, овие се за пушачи, овие се за не пушачи, па секој од нас да бира. Има и такви примери. Нека има лево пушачи, десно не пушачи, па нека бира. Ти ми забрануваш мене, дури и на автобуска, дури чекам автобусов, те касни саат и пол, ја пушам цигари, ја да платам казна, овој не. Што касни саат и пол. Добро, не верувам дека вие со автобус се возите. Во случајов не, но зборам за сите кои се пушачи. Мене ми пречи тоа што некој сака врз мене да гради кариера и демократија врз основа на мој уставно право да пушам цигари. Моје уставно право. И овозможи ми заедно со непушачот да имаме исти услови и исти пристап. Јас ке барам или нагласувам дека сум против пиење алкохол у кафана. Затоа што литар ракија што ќе испиеш ти,
повеќе штети на околината, попусти у кола ако влезеш, и на фамилијата дома кој Добро, ќе има посебни закони и на за тоа. Не е тоа дека не е Ама, законски кога го фати регулирано на на война, еден начин. Ај вака малце, ние мислам дека ние закон за пушење имаме. Колку ефектно се спроведува, тоа е друго. И овој не се спроведува. И sad проблемот кај нас е исто со угостителски објекти, некако законов се наметна новиот закон во време кога сите бевме засегнати од загадувањето на воздухот. И мислам дека тука се стави една завеса на една друга тема, не и се. И сега повторно идеме на некој драконизирање дека не знам, на некој му е ускратено правото. Тој што сака да пуши, ќе пуши. Тој што сака да работи, да угостува пушачи, ќе најде начин како да ги угостува пушачи. Секаде на каде да идете. Дај му право да бира. Значи јас сум десничар, Видете. слободен пазар, слободен Значи, кај избор. нас е правото, ако добро сте го прочитале новите измени во законот, значи не е ништо поразличено од претходниот. Како не? Знаете кај е проблемот? Проблемот доаѓа кај тарасите на Не, угостителски доаѓа на автобуска станица, полека, доаѓа на автобуски станици. Доаѓа пред влез во јавни објекти. Прво сега има пепеляра, пушиш, згашиш цигарата, легуваш. Значи, доаѓа на многу построг начин, отколку до сега. Јас само кажувам, ја имам уставно право да пушам цигари. И сакам да ги пушам. Ама на другиот му сметаш. Каде во Уставот пишува и тоа? он има, па нигде не е забрането. Особено кај нас, ние кај нас И он чај има со уставно закон не е право, забрането. и он има уставно право да влезе и да не му се смета со пушење. И он е во право дозволи да јас како газда на објект, кај што не е стадион, кај што не е болница, кај што не е од тој тип собири, изберам дали мојата кафана ќе биде за пушачи или за непушачи. Ако треба, дај ми 10% поголем данок, ако се одберам да бидам за пушачите, бидејќи оние ќе ми носат дополнителни приходи, ќе имам поголема таргет група на потрошувачи и довиđenja. Иначе, како можеш ти да купиш ракија, да ја испиеш, да дојдеш дома лон пијан, да искршиш пола фамилија и да возиш, ти викаш има закон, да, ама ако го фатат. Да. Ако го фатат. Исто и за пушењата. Не, Ако така ве фатат. За пушењето има ако му е детето внатре, ти не му даш да пуши. Кого го штитиш ти? Ја не пушам у кола. И со дете и без дете никад не сум пушил у кола. Зашто ми смрди и после облеката од практична причина. Ама да не е тоа малце предалеку, да не е тоа малце одење у нешто што ти не можеш да го контролираш. Некој вели нишани во сонцето да ја погодиш месечината, може тамо ни е целта, ќе видиме како ќе се одвива. Пак мислам дека е многу лош Зборот ми е тајминг ни за дуи закон. и влен. Бидејќи у албанските средини, кај што они доминираат, и се пушело, и се пуши, и ќе се пуши. Тоа може да потпишам со двете раце од искуство зборам, не од теорија баш така е ова. и така дале. Према тоа, како ќе гласа овој чаир или у гостивар да се забрани пушење, кога никој нема да го поштува пушењето, ќе биде пул Фејсбук, како у чаир се дува, цигари мислам, а како Карпош некој платил 5000 евра казна. Да, но и тоа Добро, разлика ќе да видиш. во Чаир, например, дукјанот е отворен, си купил роба од Бит пазар, сокче, чајче, кафенце, доаѓаш, казнуваш физичко лице, немаш Зошто, зошто не сум против законот законов за сообрајање кој Панче го спроведа. И мене ми е тешко и ја така сум склон по побрзо возење, ама тука треба да ставиме крај. Мора да се знае што тој другиот кој има право да се движи по Па улица. за тоа ве прашам, Да, ма друго- повторно истиот се блокира поради политика. Гледајте сега. Не. Друго Како нешто. не, зошто е што е чекорот на дуи? Не, различно е. Различно е. Може ли вака да ги поставиме работите? Зашто? Зашто некој инвестирал толку многу пари пред да имаме постоечки закон? Така и му ги ризикуваше парите. Значи, ова не е прв пат, не ни се случува. Истото се деси и во време на Груевски, кога се поставија првите бандери, првите камери. И првите први 50 се иста- евра за фрлање- Тогаш беше многу поголемо. за фрлање Негде хартијче околу на улица. 70-80 милиони евра, мислам дека кошташе целокупниот проект, поставувањето на бандери и видеонадзор. И на крај законот не се донесен, никој не одговараш. Толку пари потрошени, не ги оставени по на завод на времето, кои работат, кои се Па користат. техника е. Добро. Еве го сега ни се случува истото. Значи ние без законско решение отидовме на инсталација, јавна набавка, тендери, поставивме камери и сега виси употребата дали ќе може да Не, постои свето тројство во тоа правило. Пат, автомобил, возач. Ти овде го решава само возачот. Чекај се, не ве разбирам. За- Значи, јас законот за зборам од, сообраќај. Постапката како Не, го законот за сообраќај го влегуваме зборим. ние. Јас сум за Safe City. Точка. Со сите последици ќе се прилагодувам, ќе плаќам ако сгрешам, ама сум за. Но тоа не е целина на решението. Значи постои возач, возило, пат. Ти не можеш како држава или град или општина, да не биде држава, да имаш патишта кои се руинирани, кај кои ја кинам гуми, кај кои морам овде да забрзам, онаму да застанам, кај која не можам па морам да го претицам и така дале да вртам, не си ги решил. Второ,
Немаме анализа колку од тие загинати и повредени се на автопат, а колку на локални патишта и градски патишта. Мора да имаме, како што на Режане, Швеđариве пред да го МВР сигурно ги имат овие нека ги изнесат, нека ги изнесат. Да, ги имат Второ, тама работа. имаме проблем. Кај нас има највисоки давачки за нови коли. Од околинава зборам. Така? Да. Имаме кола просек во Македонија завчера на вечер мака бевавме анализата е 20 години. Ја не се верувам. Така. 20 години просек да. на стара кола. Ние имаме екстремен увоз на стари коли со евро 4, па може со евро 3 и така дале. Кој се гадува за разлика од пушачиве, се опасни во сообраќај. Значи ти први мораш да му довозбудиш на граѓанинот поблиско и побрзо да купи нова кола. Ако сакаш да намали сообраќајки, а не само да го репнеш овој кој возел 58 или 62. Тоа е единство од три елемента: патот, возилото, човекот. Па, владата, да не отидеме сега за тоа, да никој трошиме времето, сакаме за политика малку да позборуваме во однос на функционирањето на владата, бидејќи сепак владата има неголема одговорност во моментот за тоа како се движи државата. Еве повеќе од година и пол имаме нова влада. Со вас многу пати разговаравме за локалните избори, бевте кандидат. Вашата генерална оценка дали после овие месеци владење на влада предводена од ВМРО ДПМН Македонија е подобро место за живење и дека државата го фатил правецот кај што треба да биде? Па јас сметам дека не. Не викам дека ќе ова влада не постои волја да се променат некои работи, но она што постојано го кажам, ќе повторам пак. Значи ВМРО заедно со нас, Гром и останати беше опозиција 7 години пред да дојде на власт. ВМРО не дојде не победи на изборите затоа што имаше подобра понуда, поконкретни решенија. ВМРО дојде на власт со одредени емотивни прашања кои што ги засегаа граѓаните, но не дојде со ниту едно конкретно решение за било кои проблеми. И сега, после 2 години од власта, вие повторно гледате дека немате ниту едно решение на ниту еден проблем кој што таа партија како опозиција го третирала и излегувала на пресконференции на денносно. И еве, и минатиот пат со минатиот соговорник го кажувавме тоа. Во март месец пред изборите кои што беа во мај 2024 година, токму ВМРО ДПМН излегуваше на протести за поскапувањето на струјата. За сега, повторно, еве, да имаме ново поскапување за струјата. Истиот председател на регулаторна комисија да си го кажува тоа дека е според нели номенклатура и дека мора да се случи и власта тоа глатко да го прифати. Иако сега сите имаме телефони, отворете на интернет ќе ги видите паролите што држаа тогаш на протестите. Јас сум бил на тие протести тогаш, зашто стварно сметав дека после онаа такса и исто последното ветување пресконференција на таа тема е од ВМРО ДПМН дека ќе се укине таксата за дистрибуција во мрежата. Нити се укине таксата за дистрибуција, напротив имаме дополнително зголум. И се правда дека ние не можеме да оваа власт или во енергетиката сега не може да се укине таа давачка затоа што ако се укине дополнително ќе поскапи струјата. И повторно ќе го вратам законот за Safe City. Тоа ви кажува дека и оваа влада брза да смени некои работи, да донесе нешто, ама знаете како прво треба да скокнеш, па после да кажеш оп, ке нас обратно, купивме камери, потрошивме пари, сега ни виси законот. Џабе потрошени пари, ако од февруари месец ние треба политички да го решаваме со останатите чинители дали на дуи да ги пишува на албански. Значи тоа ни кажува дека ние све политизираме она што треба да го реформираме. Не може секоја реформа во интерес на нашето општество, на подигнувањето на јавната свест на култура, за се да биде вметната политиката. Исто ние во правосудството. Ние седнуваме, одиме на избори, кажуваме дека правосудството граѓаните немаат доверба во судскиот систем, дека тоа треба да биде независно, а првите работи кои ќе ви седнат политичките чинители, седнуваат да преговараат за судски предмети. Тука се јас се согласувам во еден дел, во еден не. Ајде. Тој што се согласувам на крај. Ајде. Значи прво владата ја постигна целта поради која е изгласана. Да не сегментираме што све понудила, што све направила. Имавме контрола на локални избори, 56 пратеника ВМРО, 65 или 56 ВМРО да помене, 6 СДСМ, останатите до 80 се од другите партии. Што значи таа имаше отприлика година и пол дена, прв чекинг, прва контрола, дали има поддршка кај јавноста или не. И ако ги гледате бројките на владеачките партии, процентот на гласови прецизно е поголем од процентот на гласови во однос на другите на парламентарните избори. Што значи дека основните цели, мејнстрим целите, јавноста ги препознала како остварени и во тој момент
во времето на локални избори, ниту една друга влада во Европа, во јавноста, немаше таков процент на рейтинг на поддршка како владата, што е сега на ВМРО да помене на знаме и на влен. Ние, најголемо. Го потребувате зборот рейтинг цело време? Рейтинг. Значи, гласањето беше искажување волја на граѓаните. Ово ви го кажам, бидејќи дел од обвинувањата беа дека сите партии изгубија добар... Ова е гласање. Ова е гласање. Рейтинг и проценти. Вие не можете да баби и жаби споредувате дали колку луѓе излегли на парламентарни, колку на презателски, колку на локални. Можете локални со локални, можете презателски со презателски. Така и се споредува. Добро. Значи, тука дефинитивно оваа влада на ВМРО-ДФМН на првиот чекинг после победа на избори има најголем рейтинг, докажа низ гласови на граѓаните од било која влада во Македонија претходно. За Скопје не е така. За држава. Зборам, они се влада која влада е во држава. Скопје е најбитно. Не, ни побитно, ни помалку од Битола, да кажеме. Државата ја вода владата. И владата тоа го доби. И тоа станува кавичковски оваа влада како пројка која до сега никој не е успел. Но се согласувам за правосудниот систем. Се согласувам. Јас лично не очекував дека председателката ќе предложи член на судски совет кој бил советник во СЈО. Никој од нас не гласаше за председателката за да внесе во совет на суди советничка од СЈО, адвокатка. По дефолт, по дефиниција, по морал и по етика, адвокат не може да биде советник во јавно обвинителство. Неговиот ментален склоп, неговата поддршка, неговото излегување на суд е со сосема други намери од спортивната страна. Тука да, тука се согласувам. Тоа е оно што можеше да влијае оваа власт, но не може да влијае. Вие за неколку дена имате избор на шеф на јавно обвинителство за Скопје. И јас се гледав анализата и етничка, таму има повеќе албанци што има во државата за почеток. У тие 13 што гласа и содржинска внатре, кај што со сигурност рече си Гаврил Губевски ќе биде избран повторно за шеф на Скопското јавно обвинителство, а човекот има кривична пријава против него. Што правиме ако сега дојде државен јавен обвинител и побара ажурирање да се отвори истрага? Не викам што ќе каже истрагата и кој е крив. Тоа си работа на органите. Да се отвори истрага како за секој од нас као граѓани. Отвори истрагата и каже не, ама истера истрагава. Од почеток до крај и донесе решение за затварање. Тука нема ВМРО-ДФМН влијание. Веќе му е стокмена бомба, темпирана, што би рекол Жаро, конвертиран потес на времето, кај што не може да делува. Не може да делува. Ни во совет на јавни обвинители, ни во совет на суди. Таму кај што можеше, еве добивме, не од владата, не од ВМРО-ДФМН, не од ЗНАМ, не од ВЛЕН, жена која влегува во советот на суди, кој е советник од СЈО, колешка на Димитар Апасија. Замислете, Димитар Апасија сега да беше во советот на суди, во судскиот совет на СЈО. Исто. Што тоа што бар не е адвокат, па нема онаа морална и етичка одговорност да не влегувам со обвинителите во дил, бидејќи јас сум адвокат, јас сум од другата страна, јас сум лекарот, ти си тровачот. Точно. Немам проблем со господинот Бубевски, доколку биде избран, му посакувам. Немам ни јас само кажам како аргумент каде владата не може да делува. Она што го кажавте, вашето тврдење за рейтингот на оваа влада е затоа што овие избори, локалните, беа први избори каде што го немаше она ограничување во 6 месеци пред избори да не можете да реализирате проекти инфраструктурни или било какви јавни набавки. Значи прв пат. И ВМРО-ДПМН, ова ВМРО-ДПМН се покаже како махер за тоа да го искористи целиот државен... Има мнозинство градоначалници, најголема штета би имала тоа. Само. Целиот државен инструмент, сите институции, вклучувајќи го и државното задолжување од 1 милиарда евро од Унгарија, да биде насочено кон подобрување на перформансите на градоначалниците. Знаете, градоначалниците беа 3 години веќе градоначалници пред ВМРО да ја освои централната власт. Така е. Но во последната година се доби оној елан, како да кажем, кога се вбризга оние пари по општините, за да почнат да се прават спортски сали, терени, доградби на училишта, на градинки, сите потребни. Но и во СДСМ исто општините добија пари. Знаете што е најтрагично? И вчера на владата, Карпош добија, ама не ја реализира улицата, Јури Гагарин се додека не падна градоначалникот. Еве, ние во Карпош се чекаше улицата 2 години. Доби пари.
Значи не доби пари, доби одобрение на папир. Одобрение, така е. А тоа одобрение на папир, Парите се зашто дават по после 2 реализација. години Зошто после 2 години од како дојде друг градоначалник за 3 дена почна да се реконструира парите една се уличка, исплаќаат по реализацијата. Општина Карпош е општина што може вака да среди таа улица. Затоа што тоа сме го има покажано. Не е поентата тоа. Кај нас и овде сум зборал во ова студио дека во било која институција имате голем проблем кај нас кога институциите се користат за политичка пресметка со неистомисленици. Или токму оние работи за како? Па е министер за овакво, кажи го господинот Александар Николовски, ви излегува на телевизија и вика општина Карпош нема да се гради ни еден дупл. Додека не знам кој не е градоначалникот ВМРО ДПМН. Нема таква изјава. Како нема таква изјава? Додека не е градоначалникот ВМРО ДПМН, нема ништо да се гради од Александар Николовски, стојам нема. Тоа нели е одлука да не постапуваш или да оспоруваш? Таква изјава нема. Добро, ајде, ќе после емисијава ќе седнеме ќе размениме вакво, сигурно има. Нема. Во тој контекст. Особено не од Александар. Особено директно од Александар на пресконференција. Ќе видиме после, ќе ве потсетам. Поентата ми е што кај нас институциите се користат да прецизно за кажам, пресудно. прецизно таква. Значи не ти личи мислам. Со 23 години си ја научив лекцијата, сега ќе видам скроз прецизно. Да. И така да оваа влада на ВМРО ДПМН целосно сите ресурси на владата ги насочи да биде успешна на локалните избори и да не дозволи друг да понуди било каква подобра идеја. Дури и оние кои што имаа подобри проекти и идеи, беа невозможени. Ако тоа е причина. Беа невозможени да ги реализираат за да ако тоа е причина, да сега имаат 56 пратеника креча, градоначалници. Ако тоа е причина, не, но ако е. Што е причина на минатите локални избори да имаат исто така убедлива победа без сите тие механизми за кои ги зборите и со СДСМ на власт. Видете, тогаш више беше трнот бранот против СДСМ, тоа го кажуваме. Резултатите на предходните локални избори 2021 година дали бранот благодарам. Дали бранот паметни одлуки. Не е тоа дали од ВМРО ќе биде градоначалник. Добро, доле и видеото ќе го пуштиме после емисија. Граѓаните само ви сте да се вика емисијата мора да бидеме прецизни. Внимавам, значи да прецизираме. Нигде не постои како градоначалникот не е ВМРО ДПМН. Видете, не ми беше појдено дали господинот министер не, искам да кажам директно тоа. Значи 46, ако не грешам, или 44 имаше градоначалници ВМРО ДПМН пред овие локални избори. Победи на тие локални избори, иако власт имаше СДСМ. СДСМ потроши 20 милиарди. Зошто не беа паметни, наместо да ги трпаат у джеп, да ги дадат по своите локални градоначалници, па да победат они 145 пратеници, а не ВМРО ДПМН. Не знам само. Сега викате тргна еуфорија. Еуфорија тргна 2015 кога на 9 февруари почна првите телефонски разговори и шарена револуција кај нас, така. Арно ама, ВМРО победи на избори. Не победи СДСМ. Се согласам. 16.000 гласа. Ете еуфоријата. Два пратеника. Значи ете еуфоријата. Нема еуфорија, мораш да дадеш. Мораш да дадеш. Значи не победува ВМРО ДПМН секогаш во Македонија заради тоа што некој странец се јавил и застал на позадини. Никогаш немале такво нешто. СДСМ победил на избори само 2002 година. Во времето кога Љупчо Георгиевски и Бранко Црненковски тоа го договори. Да победи и тоа да победи, да изгуби Љупчо со исти број гласови или приближе како што победи за да не биде обрукан. Претходно на изборите ги бойкотира Перо Гошев и Љупчо Георгиевски. Не победи СДСМ. Никогаш не победиле, секогаш странци стоеле позадини. Поентата е што деснава страна политичка се обраќа директно на граѓани ни работи цел терен. Јас случајно еве ги знам луѓето од ВМРО ДПМН. Они за парламентарните избори се спремаат 2,5-3 години. 3 години се идеше по терен. 3 години се идеше со свој бензин, бидејќи тоаш беа под блокада и сметката, и куќата, и се. 3 години проекти се правеа. И кога се десија изборите, проектите беа готови. У тоа е разликата. Не е разликата дали на своите општини им дали 10 милиона евра да изгради пут или чешма. Па еве пак прашувам, ако нови избори било така, добиле 56, како на минатите добиле 44? Секогаш СДСМ ќе губи. И громот кај вас, и левица, и знам. Базенот од кој може да земаат гласови од секогаш бил ќе биде СДСМ.
Тоа е многу релативно гласачко тело и лабилно, затоа што не испорачува резултати. Кажете ми кој земал гласови од ВМРО ДФМН? Никој никогаш, освен ако не искочил сам од ВМРО, као Лјупчо Георгиевски, па им земал 30-40 гласа. Мислам дека ги генерализирате работите во контекст на вашата теза. Така. Бројките кажуваат така. Општина Карпош е прв пример што ќе ви кажам дека е општина каде што граѓаните без разлика на нивната политичка припадност или симпатии слободумно гласаат за подобро решение, зборам за човек како и добра општина. Како раководител. Во Скопје можеби една од Затоа ви најдобрите. кажам, значи прв пример е општина Карпош, постојат и други. Значи кај нас секогаш се гледа се врзува централната со локалната власт, особено кога е во прашање и главниот град. Тоа е системот на кој што овој политички систем е извежбан и научен. И доколку се деси дискомфорт како претходната власт во град Скопје со ВМРО ДПМН, ете каков колапс ни следува. Токму тие политички чинители кои што ни нудат решенија. Тие после не нудат решенија, не нудат хаос за да дојдат побрзо до избори да се нудат како единствено решение. Кај нас е исто тој гангстерски систем каде што прво ќе се створи проблемот за после излезеш истиот да го понудиш решение. Тоа е проблемот кај нас. Тоа е системот кој сега седно го направи со бугарскиот договор. Истото тоа ни се случи и со техничката влада. Нас ни дадоа решение, ние од решение направивме проблем. И направивме обична работа кај што треба само некој да стане министер, леле самиу и тие 3 месеци. Никогаш во пракса виден проблем модел кој го направил ВМРО. Бугарскиот договор или договорот со Бугарија, кај што СДСМ прави проблем и да се подсетиме, апропо ова што вие го почнавте како тема на емисијата. Тогаш опозицијата бараше да види што се преговара со Бугарија и што ќе се потпише со Бугарија. Во таа фаза кога со Бугарија се потпишуваше. Добро. СДСМ не даваше да се види, го прогласи тоа за тајна тајен процес кој на крај ќе видите што сме договориле. Создадоа проблем за кој денеска бара друг да и го реши. Оваа власт проблемот кој го создаде. Исто така таму после искачаше и господинот Лјупчо Георгиевски кој што го спомнате да кажувате дека токму сите овакво целокупниот договор за добрососедство. Коалиционен партнер е Лјупчо Георгиевски. И Лјује Бошковски. Чиви коалициони партнери? Дозволете да завршам ваквото, после ќе делиме на која страна. Не, они се коалициони партнери. Ама мене ми е јасно, знам со кого се. Господинот Лјупчо Георгиевски кажа дека токму оние кои што го правеле дека договорот за добрососедство, првиот драв договор е потпишан, односно створен кога он бил премиер во времето на тоа тој договор. Не постои Северна Македонија. Во тој договор што е правен и кој немаше причина да се менува, не постои откажување од македонците во соседните држави. Во тој договор не постоеше барање бугарите влезат во устав како услов, за која немам ништо против. 100 пати веќе и вас кажувам, немам ништо против да влезат во устав, ама не е само уставот, не е само влегувањето во устав. И да ги подсетиме граѓаните, и срби, и македонци, турци, бошњаци, роми и албанци, дека сите освен албанците влеговме во устав, во влада и власт под ВМРО ДПМН. Затоа денеска ВМРО ДПМН има огромен базен од 100-150 илјади српски, влашки, турски, ромски гласови на кои може политички да се повика, ги внеле устав. Ако е толку битно за Бугарија, замислеве и за сите овие битно. СДСМ не ги внесе во устав. Сега вака да ве прашам, каде има поголемо бугарско лоби, во ВМРО ДПМН или во СДСМ? Па тоа е неспоредливо. Па видите ги бизнисите кај се. Па СДСМ и бугарска стопанска комора во Македонија. Добро, делумно се служам, делумно не се служам. Сакам да кажам дека опортунизмот во спорење на темите кај нас е секогаш исто како и ова денеска што се случува. СДСМ не иде на лидерска средба, зборат контра. Утре кажа прашајте ги ВМРО зашто се ние да бидеме контра. Чисто за да има контра во една политичка. Кажете ми една лидерска средба од овој состав на ВМРО. Добро. Која биле повикани а не отишли. Не. По било кое прашање. По било кое. А имало ли лидерска средба? Они бара лидерска за бугарскиот договор. Сами господинот Филипче исто така и господинот Мицковски сами бара лидерска средба за договарањето со Бугарија. Инсистира и преку собрание и преку пратеничка група. Јас го кажав тој на почетокот. Ова денеска лидерска средба што го викаат и медиумите и политичките чинители, ќе беше на вистина лидерска средба, доколку овие три прашања беа не техничка влада, не изборен модел, него да беше евроинтегративниот процес, дај да седнеме да се договориме што ќе правиме, дали ги внесуваме Бугарија. А што е за вас клучно за евроинтегративниот процес? Чисто да знам, дали ја разбира.
Како мислите што е? Викате дека денеска требало да се сретна за евроинтегративниот процес, клучните прашања да ги разгледаате. Така, кои се тие прашања? Па клучните прашања се дали ќе има консенсус за уставните измени. Добро. Кај нас немаме консенсус за уставни измени. За уставни измени во која смисла за Бугарија? Па треба да видиме ако таму биле сите чинители политички кои што сакаат да има било какви уставни измени, валја на таа маса треба да ги кажат или да се зборува за тоа. Кај нас тоа е работата. Ние, јас и вие знаеме дека кај нас резолуции се вртеа по собрание. во било која варијанта да утре да се отвори уставните измени конкретно за прашањето за внесот на бугарите и самиот знаете дека ќе се постават уште 2-3 прашања. Дали вие рековте дека некои други прво резолуции во собрание имаше по ова прашање? Се потпишува, се прави све, значи и за мигранти имаш. и за све има кај нас резолуции. за бугарско да го расчистиме. Значи имаше резолуции и се испотпишаа сите. Што да разговарате овие пак? Ние ќе збориме носоп за бугарското прашање, бугарското вето практично. За бугарското вето ние носоп ќе збориме. Кај нас е проблемот има многу посериозен карактер. Зборуваме дека уставни измени треба да има доколку сакаме да тоа ни го кажуваат сите од меѓународниот фактор. Зошто не го кажуваат сите? Не знам. Па нели преска Зашто не го рековте дека кажуваат? кога ни кажуваа за пржинска влада и средба, Добро. дека тоа заврши лошо. Зошто мислите дека ова би завршило добро? Јас тога кажав, исто така реков тогаш дека они ни дадоа алат, тоа како го употребивме ние е наша грешка. Они, меѓународниот фактор, Европската унија сега ни кажува дека ние за да го Како го отпочнеме употребивме алатот од пржинската составот СЈО. Лошо. Кој ги легализираше телефонските разговори, кои никој не ги вештачил и кои според закон за кривична Уште постапка 30 секунди имам само да довршам. Странците ги легализираат. Значи, нашиот единствен најдете пат, ми анкета у која ние преку повеќе од уставните 3% граѓани, повеќе од 5% граѓани мислат дека најважно прашање во Македонија е дали бугарите ги лезат по устав. Албанија веќе Најдете ми последното поглавје го. Тоа сакате да не го спомнам. најдете. Албанија више ги завршува сите поглавја и Кој ќе дека заврши, ги, ќе ги видиме. отвара, не знам не, до кај се последното затварање. поглавје, последните две поглавја се Не, отворени ќе пред видиме месец. кој ќе ги заврши. И мислам дека ќе ги завршат. Ќе видиме за многу кој ќе ги брзо време. завршат. Ние за себе збораме за Македонија. Најдете ми Чекајте, анкета. ние бевме у исти меѓу- пакет. Не, не бевме Заедно пред. бевме. Ние бевме пред. Заев потпиша договор со бугарите и не укочи нас во И процесот. ако влезе утре Албанија во Европска унија, што мислите каква потпиша закана е договор и тоа за нас? неговата влада со Бугарија која го укочи процесот. До таа точка ние бевме пред Албанија. Кога Заев го потпиша договорот со Бугарија, ние паднавме позади Албанија. И тоа останува да се запамти. Добре, благодарам. замолил во еднина да најдете 5% македонци кои мислат дека влегувањето на устав во Бугарите е главен проблем во Ви државата. благодарам на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Времето заврши, За ме нас. предупредија неколку пати. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Ви благодарам за Благодарам информација. ја на разговорот и на вас за повикот. Да, и дозволете уште еднаш да ви Имаме уште честитам за 23 години. Тоа беше нова информација за мене Не, тоа вака е прецизна. најдолг уреднички стаж во медиум, а да не си ти газда. Добро. Веќе се најжив. Ви благодарам многу. И треба. Да. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.